Лука на македонската модна сцена важи за модна куќа која што секогаш знае да понуди ултра интересни и модерни проекти. Токму на еден таков сме и денеска под отворено небо во центарот на Скопје. Што точно прави Елена Лука и каква е фотосесијата за новата колекција? Тимот на Елена Лука е овде на терен и го снима материјалот кој што треба да биде каталогот по повод излегувањето на новата колекција пролет-лето 2014. Интересен е спојот меѓу жената и конјот. Ние сме научени сегош да работиме и да бидеме поразлични од другите. Концептот го спремаме веќе подолго време, значи сето тоа е малку и потешко изводливо, затоа што имаме жива материја, не само моделка, меѓутоа и конј кој што е сепак си бара посебен третман и комуникација со фотографот, со камерите. Повеќе не би сакала да откривам за колекцијата, тоа ќе биде, мислам, како изненадувањето на 3 април. Тимот на Елена Лука сегош е спремен да работи на некои по-специфични теми и проекти. Водичот наш Елена Лука е сегош така полна со идеи кои што ние ја следиме и се надеваме дека доследно ќе го изреализираме овој проект. Целиот тим на Елена Лука работеше напорно и дојде до идејата дека треба да вметнеме конј во нашата нова фотосесија по повод ревијата што не очекува на 3 април. Конјот може повеќе и компарација на самата девојка. Во суштина, конјот е елегантно суштество и почитува свој простор и своја интима. Токму тоа ни беше целта да ја доловиме, дека ние имаме свој простор, своја интима и таа ја даваме на девојката за она да се почувствува најмокна. Сакаме пред се да ја извадиме елегантноста во суштината на самата креација на Елена Лука. Токму тоа го доловивме во оваа фотосесија. Концептот на денешната фотосесија е сон. Јас така го сваќам, мислам, нешто како сон кој се одвива во градот, вклучени се животни, што ја прави оваа фотосесија многу технички тешко изводлива и е многу голем технички предизвик. Значи, не се опрашање само светлината и кадрот, туку целото ова движење во градот, интересен спој. Имавме спојка помеѓу ready to wear и висока мода. Сакавме да дадеме еден дополнителен карактер. Нормално Елена Лука секогаш има по-специфична игра со самата идеја и реализација. Имаме спојка на различни форми, игра со кројка и обработка на чипка. Целосната идеја беше да се даде еден повисок карактер на самата колекција. Имаме парчиња во оваа колекција. Секој карактер да се најде некое парче што може да се го искомбинира. За прв пат во нашава модна куќа изработивме чевли и чанти. Станува збор за чевли и чанти кои што се рачна работа, изработени од кожа нормално, во склоп со целата колекција. Имаше и рачно изработени диадеми, значи од месинг со наше лого, наши додатоци. Ќе можете исто да погледнете, да не ви откривам и ќе видите се подетално. Инспирацијата беше да се надоврзе косата и мејкапот на халините, нели? Да има една целокупна приказка, така да ја направивме косата така како што ја направивме и ги налепивме, односно ги навезавме тие апликации од чипка на самата фризура, за да се добие таков еден изглед, да не биде као класична круна, него сепак да има некој богат украс на главата кој ќе асоцира на нешто малку помоќно и нешто малку подраматично. Мораме да се надоврземе на приказката што Елена Лука представува и каков тип на жена и каков прототип на жена сака да продаде или има визија за сето тоа. Жена која што знае што сака, која што е сигурна во себе, стабилна, која што е притоа и женствена, меѓутоа гази со полн чекор напред. А притоа изгледа многу дамски, многу грациозно и многу кревко. Како е да се биде во облеката на Елена Лука? Прекрасно, прекрасно. Навистина сите креации се преубави и некои сега малце пократки, подолги, ама прекрасно.
иако е напорно, никако не се осеќа кога имаш такви луѓе кои што те мотивираат и прават позитивна атмосфера.